Почитувани, ние продолжуваме со забавниот дел на Студио 1, а веќе следната рубрика е блокот Мода и колегата Сергеј Верошлија, кој што денеска критиката ја сели надвор од Скопје. Да, денеска да видиме што се случува по другите градови. Всушност, како и Скопје што има така наречени модни блогерки или модни инфлуенсерки, видов дека и во Битола тоа станува тренд. Така да денеска да ги провериме битолчанките, односно како изгледаат девојките од градот на конзулите што се третираат самите себе си како инфлуенсерки или модни блогерки или некои што наметнуваат некаква мода. Ќе променам, нема модно ништо овде. Да, тоа е таа девојка која што сите се они у некаков си филм да бидат Ким Кардашијан. Не знам зошто толку се има потреба да се биде некој што не си. Не гледам јас тука ништо лошо. Ау, ова е престрашно. На претходното мислев не е лошо. Ова е не гледам тука ништо лошо на оваа комбинација, колку што е помалку досадна. Заради тоа и има од мене едно не. Значи бидете што и да е, само не бидете досадни. А овде каде? Каде овде тргна? Овде има и не, ова е страшно, и црната коса е страшна, и чоукерот околу врат, и што е со animal принтот, и со сакото, а сликано во атмосфера, драги гледачи, да ми пукне душата. Вака мода не се третира, пошто ова изгледа на све само на модно не, и брзо сега подхитно да се јавиме на ова е Анџелина Џоли што ќе каже за ова. И ја мислам дека тој комбинизон треба да се запали. А овдека морам да кажам дека изгледа одлично. Така да одлична комбинација, трендовска, добра фотографија, одлично одбрани бои, одлично искомпонирана торба со чевли и наочарите како аксесуар. Па да бидам Ким Кардашијан, така сакаат нюд халинчиња, малку омбре у коса. Повторно, нема да кажам дека не е нешто лошо тука, колку што не се автентични сами на себе и се представуваат во некое светло на, што би рекол јас, старлети, а немаат Прво има не. Зошто има не? Заради тоа што не е лош фустанот, колку што не одговара на неизината фигура. Она треба да додаде тука некој дел кај рамениците за да биде тоа подобро да стои на низа. И тоа карнерче доле кај колената, нешто не е во ред. Следно. Мерлинка. Внимавајте со animal принтот, е исклучително трендовски, меѓутоа може да изгледате исклучително лош. Оваа комбинација ми се допаѓа, софистицирана и елегантна, се гледа дека е за некоја прилика, ми се допаѓа и косата што е така минималистички направена, за ова има полн погодок. Ево го, повторно имаме моментот да бидам. Дали они сакаат да бидат старлети, дали сакаат да бидат модели, сакаат да бидат манекенки и на секоја фотографија они имаат шампањ или алкохол, меѓутоа мора да се потенцира па брендот на шампањот. Не знам, дај Боже да им плаќа таа куќа што ја рекламираат, али не верувам дека им плаќа. Што ќе каже Мадона на оваа вака што се истргала тука, истегнала? Ногата отиде. Па отиде. Не може срце така да лежиш ти на плаш. Чек да видиме. Еве ги, нема, испичутури. Леле, драги гледачи, ќе ми пукне душата. Вид, дали е ова мода или се рекламира алкохол? Страшно. Да си дојдам на себе, да се поладам со ова. Значи, внимавајте што правите кога се сликате и како се сликате и престанете со тие флаши, шампањци и со тие чаши, заради тоа што изгледа малку невкусно. Фокусирајте се на модата и на алиштата, за да не добиете не и за да не ви се јават моите колешки да ви кажат страшни работи. За денеска јас ќе ви се заблагодарам. Страшно, ма кршењето на ноги е најстрашно. Најстрашно е кршењето ноги. Ама нели се согласуваш дека некогаш е нужно. Брутални. Види, живееме во една средина помеѓу еден народ кога брутални методи функционираат кај некои луѓе.
Може би и сурово како звучам. единствено решение. Како единствено решение, да. Ти благодарам, Благодарам Сергеј, и на за твојот блог. Ние, почитувани, се враќаме со спортските вести веднаш по кратката пауза. Останете со нас.